Почитувани гледачи, добро утро. Интересните времиња никако да станат поздодевни. Новинарите го живеат златното доба на својата професија, но тоа значи дека на сите други им се стемнило. Затоа, колку интересно во нашиот регион, во Украина и во останатите делови од светот, разговараме со мојот колега Дејан Андоновиќ. Дејан, традиционално на почетокот на утрински печат, те имаме тебе во кадарот. Да кажам добро утро. Да кажеш добро утро. Сум некултурен. Да. Многу беше интересно и допрва би требало да биде интересно. Ајде да почнеме со нашиот регион. Косово, Србија, Ја не Белград, паметам која не било интересно задниве 30 години колку што сме нели во Мене последно здодвено ми беше светското првенство 90-та година. После тоа почна интересните. И се појави еден израз меѓу нас новинарите, може да од мене потекна, може и негде сум го слушнал, не можам да тврдам, а тоа никад не било волку досадно и тензично. Тоа се случуваше нели претходните 3-4 години, по Украина малце ја размрда, зборам од новинарски аспект. Косово е традиционално на стандард се подига прагот на интерес, па паѓа, па подига не за нешто друго, туку тука. Сега Вучич го обвинува дека ќе го признае Косово. Па таа теза одамна се зборува дека јас и ти го зборувавме тоа пред да влезу студио, одамна се зборуваше дека Вучич е политичарот кој ќе ја жртвува својата, да кажеме, политичка кариера или авторитет и ќе му падне таа тежина тој да биде оној што ќе мора на некој начин да го признае Косово. Тоа беа шпекулациите кои се зборува изминатите 3-4 години, онака во кулоарите на новинарите. Вучич вчера излезе француско-германскиот предлог преку опозицијскиот весник Српски Данас, каде што и официјално се наведени точките и обврските на двете страни што треба да направат за конечно да се смири косовската тензија, да се реши косовското прашање. Тоа што го објави данас вчера не е нешто што не го знаела владата во Србија и самиот председател на Србија Вучич, па оттаму и оние изјави пред Нова година дека Србија во моментов се соочува со едно од најтешките моменти во поновата историја, ќе биде тешко, нема да го дадеме Косово, но сме под жестоки притисоци. Јас и ти коментиравме изминатата недела дека дојдаа амбасадорите на земите од Квинтата, тоа се САД, Британија, Италија, Германија и Франција, кои веројатно му го испорачаа овој предлог, дојде и специјалниот пратеник на САД Ескобар и на Европската унија Лајчак, и да скратам, излезе на виделина што се очекува од Србија, а што од Косово, а тоа е она што подолго време го зборуваме. Косово мора да дозволи формирање на заедница на српски општини, а Србија не така експлицитно да ја признае независноста на Косово, туку да престане со блокадата на Косово во нејзиното аплицирање во меѓународните институции и да го прекине процесот кој изминатите години го правеше на отповикување на независноста. Не може да го попречи влегувањето на Косово од Обединетите нации. Тука се Русија и Кина. Русија и Кина, но и европските земји, ќе потсетам, има 5 европски држави кои се противат, кои не ја признаваат. Дали мислиш дека тие и понатаму Да, јас мислам и сигурен сум дека доколку Белград побара од Шпанија, Словачка, Кипар, Грција. Тоа го врзува договорот Белград да бара, да лобира за Косово да биде прибен или само да не му пречи? Не само да не му пречи, бидејќи се покажа дека онаа политика чиј предводник беше некогашниот и повторно актуелен шеф на дипломатијата Дачич на процес на отповикување на независноста на Косово, кој го направија не знам колку земји, сега бројката не ја знам, се покажа дека Србија се уште има некаква моќ по тоа прашање, бидејќи добро игра помеѓу неслогата на истокот и западот, и плюс игра на онаа карта која се случуваше изминатиот период, например Шпанија не сака да ја признае независноста на Косово поради Каталонија, имавме каталонски немир. Да, тоа е шпански проблем, не, ја мислам дека не е српски, повеќе е шпански проблем. Па добро, али доволно е само Србија. Словаците од иста причина не сакаат и кипарците. Повторно ќе кажам, доволно е Србија да не го попречува, например, тој процес и да не ја бидејќи како на крајот на крштата другите држави не им е многу важно, што ако србите сметаат така, окей, нека биде така. Тоа е притисокот кој го принуди Вучич денеска да најави дека
ќе присуства на седницата на владата, каде што српската влада, каде што ќе се разгледува и француско-германски предлог. Ние немаме време да го разглабаме многу, и најави оставка од ЦНС, од лидерската позиција на СНС, и најави дека се закани практично дека планира да се повлече од председателската функција. Односно, што тоа значи во оваа фаза, јас не знам. Он не потенцираше дали ќе даде оставка или кога ќе му истече мандатот следната година нема да се кандидира. Некои тоа го толкуваат како трик на Вучич, да он сака да си оди, па овие да го молат да се врати. Другите сметаат дека Вучич си ја завршил работата. Дојде до таму да српската опозиција, еден од лидерите на српската опозиција, Драган Джилас, на партијата која најмногу беше обвинувана дека тргува со интересите на Србија, дојде време самиот Джилас вчера да го обвини Вучич дека е неприфатливо да се продаде Косово. Така да, знаеш како, метод на споени садови. Наташа Кандиш го брани Вучич вчера. Метод на споени садови, кога комшиите горе, се случува тензија, тоа не може да нема некакви импликации врз нас. Косово ни е многу близко, Србија ни е близко, така да ќе видиме во текот на денот, ќе видиме како ќе се искристализира. Повторно ќе кажам, има две сценарии. Едното е Вучич да се повлече, па овие да го молат да се врати. Другото сценарио стварно да се повлече, да го истера мандатот. Од друга страна, очигледно Белград е ставен во ќош и ќе мора некаков помак да направи компромис околу некакво признавање на Косово, повторно велам, или не негирање на постоењето на Косово, ајде така да го кажеме. Од друга страна, Курти ќе мора да го дозволи тоа формирање на заедница на српски општини, и сега повторно на исто се поставува прашањето, да одиме понатаму, што потоа? Дали стравувањата дека заедницата на српски општини може да биде новата Република Српска во Косово, или можеби некакви евроинтеграции на сите овие држави ќе направат да нема граници, па и луѓето, па и овие завадени страни меѓу себе да се конфронтираат, не знам. Она што се случува сега е дека се ова се случува да немаше украинска војна, се поинаку веројатно ќе беше. Сега е проблем и тоа со Украина, ќе се префрлиме и на таа тема. Сега. И не случајно оние информации за присуство на Вагнер групата во Србија, за присуство на изјавата на Вучич прошлата недела дека Белград за празниците личел дека е Казабланка, дека полно било со странски агенти и шпиони, дека хотелите биле пребукирани. Тоа се изјави кои мораш да се согласиш, не сме ги слушале од други политичари, или барем не политичари кои ние ги разбираме по јазик. Тоа се све некои сигнали дека нешто се случува во соседството, а кога во соседството ти се случува, веројатно се случува и тука. Добро, тие најави Украина. Ќе видиме, значи, денеска што ќе биде со целата првин седница на влада, а потоа и председателството на СНС и како тоа се ќе оди. Добро, тој најави дека ќе се обрати на српската нација, така да ние ќе можеме да го гледаме. Вучич се обраќа за се и се што, он е претранспарентен, дури, толку е транспарентен да понекогаш човек се збунува дали е тоа така или не. Дали е навистина транспарентно? Пошто понекогаш кога кријат нешто, имаш како новинар да копаш на обврска, а сега кога све е транспарентно, не можеш да пофаќаш што е точно, што не. Но ајде да не им судиме, ќе видиме какви изјави ќе бидат и што ќе биде следниот чекор на Белград. Се префрламе на Украина. Таму се водат жестоки борби, ако не се лажам, и во Запорожје и во Донецк. Борбите се водат, русите имаат офанзива во регионот на Запорожје. Целта е она прегрупирање што го направија со генералите со Херсон, од Херсон отидоа на Донбас, сега одат на Запорожје, веројатно сакајќи да го, според геостратезите, барем она што успев да го гледам, не сум ја толку образован војнички да знам, но она што им е целта според извештаите е преку Запорожје да ги заокружат силите у Бахмут и така од три страни да му придат на фамозниот Бахмут. Тој е после Мариопол, вториот град од светов што го научив да го спомнувам. Бахмут треба да падне. Градот што не го знаевме, ни стана многу. Не го знаевме дефинитивно. Да го нападнат Бахмут и конечно Бахмут да падне. Русите според извештаите имаат напредување по 7-8 километри у денот, што не е слабо за такви временски услови. Тоа се извештаите кои доаѓаат
од можеби малку руски, но и од независни воени блогери, така ги велат сега тие, што не известуваат независно од двете конфронтирани страни. Значи Бахмут, војната таму трае, судирите траат, идејата е да го заокружат Бахмут и потоа сега ново сценарио е да се оди на Харков. Ќе видиме што ќе биде, ајде да оставиме тоа во наредниот период како ќе се движи, но морам да кажам дека и покрај војната на теренот трае и војната во оној четвртиот сегмент, информацијскиот дел, удотринава како што русите напредуваат, а тоа ми е потврда дека напредуваат. Како напредуваат русите, така се разжестува информационата војна, па одеднаш се појава британското разузнавање дека русите се караат меѓу себе, имале неслога во воените единици. Норвешки генерал излезе и рече дека до сега загинале 180.000 руски војници. Значи, веднаш тоа сум го приметил сите овие речиси година дена. Ако сакаш да знаеш дали е точна информацијата дека русите напредуваат, гледај што прават западните медиуми со некакви извештаи на некакви луѓе. Норвешки генерал, британско разузнавање, Зеленски одма излегуваат и кажуваат готови се русите. Еве сега читав една вест дека русите трпат големи загуби, а се расправаат за шишање и бричење. Значи до таму се оди со таа информациона војна. Не велам дека не, но па ми е симптоматично како овие напредуваат, така одеднаш се случува хаос. Добро. Можеме уште за оружјето да спомнеме што зборувавме. Сакав да те прашам, значи фамозните Абрамси, Леопард 2, Челенџери, до каде си ти? Челенџерите ќе си Челенџерите ќе мала бројка 14, ја не знам, сега не сум војнички образован. 14 мала бројка, не знам што можат 14 челенџери на војска од. Сакав да кажам за руската предност, русите се уште имаат 200.000 војници кои од тие 300.000 ги мобилизира и кои се уште не се употребени. Значи, тоа е огромна војска, сакам да кажам, за некои наши услови. Што ќе направат 14 челенџери, не знам. Фамозните Леопарди 2, германски тенкови, кои се сметаат за едни од најдобрите, и кои Берлин не кеше да ги одбива да ги испорача за потребите на Украина. Украина ги бара на големо, бидејќи се очекува голема копнена и тенковска битка, веројатно, такви се најавите. Што е политиката на Берлин? Берлин има политика да сите држави каде што ги продал Леопард тенковите, мораат да бараат согласно од Берлин доколку ги даваат на некоја друга или трета земја. Берлин тоа не го одобруваше, се до вчера, кога и официјално одлучија пољаците, бидејќи пољаците бараат многу да им дозволат да испорачаат тенкови, им рекоа, имате ваши тенкови Леопард, ние ви дозволуваме, испорачите ги во Украина. Но пољаците имаат околу 100 такви тенка, колку и да испорачат, верувам дека не се доволни. Од друга страна, Германија размислува малце по-веројатно прагматично, ти имаат околу 300 тенкови Леопард 2, доколку им одстапа тенкови на украинците, ќе им се намали нивната борбена способност. Ама и голем дел од тие биле нефункционални. Не, според извештаите од 300, 250 се функционални, 50 на се во магазини. Тоа е и нормално, мислам. Да, но Берлин не сака да ги дава ради две работи. Прво, бидејќи така ќе се наруши својата борбена способност, значи ќе нема тенкови, и второ, леопардите се многу скапи за одржување и се прават проценки 30 на милиони евра, колку што разбрав еден тенк, и при сите тие уништувања не можеш ни да ги сервисираш и големи се загубите. Исто така Берлин влезе во конфликти со Вашингтон, така можам да се наречам, бидејќи Вашингтон бараше од Берлин да ги испорача леопардите, а одбива да ги испорача своите Абрамси, исто така стари тенкови, но образложението на Вашингтон беше тоа, дека тие Абрамси се многу скапи за одржување и всушност приказната е сасвем некоја друга, доколку им давате борбена техника на другите, вие останувате без неа, поутре вас, ако ви треба, ќе немате, ја подривате борбената способност на својата армија. Значи, тука се види една неслога во НАТО земите. Оние што беа највеликодушни беа холандјаните, бидејќи тие се далеко од Русија, веројатно не се секира дека можат русите до Холандија да стигнат. Сега карикирам. И нормално во цела оваа приказна влезе и Франција, која секогаш е некако на
страна, таа кога виде дека треба да се дава оружје, веднаш душно рече да и ние ќе даваме оружје. Прво ги дадоа ракетните системи, ми се чини дека Цезар се вика, сега борбените тенкови, Леклерк, кои ги дека може би ги даваат, а тоа е компензација за она, ќе подсетам пред 2 години каде што изгубија пазарот на оружје пред се во Австралија, каде што се демонстрираше англосаксонското сојузништво, на што најголема жртва испадна Франција, која иако е сојузник, секогаш ја гледаат како братуче, да не како брат. Да. Дали му уште нешто? Аргентина и Бразил најавија заедничка валута во... Ќе има голема конференција на БРИКС во јуни, ми се чини, тогаш ќе се прави некоја заедничка валута. Тоа е практично најава. Ќе видиме што ќе се случува. Интересен е тој БРИКС, бидејќи таму влегуваат голем број на земји со многу население. Бразил е голема држава. Со големи економии. Индија се споменува, Кина, Русија. Така да доколку тоа го успеат да го направат, сериозно ќе се обидат, барем се, не сум стручен повторно да кажам, но информирам, сериозно ќе го ударат доларот и западната економија, а тоа значи нов светски поредок. Од друга страна, тоа и го објаснува оној обид за државен удар на рушење на бразилскиот претседател Лула, кој се согласува на оваа политика, а неговиот претходник Болсонеро одбиваше да ги прифати овие тенденции, па се гледа, тука се шпекулира дека може би беше главната причина за обид на превратот во Бразилија. Дејан, мислам дека све што е битно исцрпивме. Па до сега. Но светот се врти, може за 5 минути да има некоја нова вест. Но генерално се обидовме, као и секој ден, да информираме. Нема тука некоја голема анализа, бидејќи, повторно ќе кажам, кога не си на местото, на настанот и не си компетентен многу да зборуваш, но кога ќе ги земеме сите овие работи што ги читаме, можеме да формираме некое свое мислење, кое низ информации ќе опласираме до гледачите. Благодарам.